Добар ден. Благодарност на овака убава бројка, би рекла, обичен, македонски, родолюбен народ. Еден поздрав за нас. Што сме дојдосли да се собереме во една оваква импозантна бројка на вториот конгрес на македонскиот народ. Велам македонскиот народ, ова е во организација Конгрес на македонскиот народ. Првиот конгрес го одржавме некаде 6 април ова година и ова е продолжување на истиот конгрес на нашата заложба, една и единствена ослободување на нашата татковина Македонија. Во оваа пригода пред се сакам да се заблагодарам од срце, односно тоа е благодарност од сите вас кон нашиот татко, духовен татко, господинот Агатангел, кој што сесрдно ни помогна, не поддржа и учествува во организацијата на овој конгрес. Поздрав до владиката Агатангел, што ни го овозможи ова свето место, каде што сите се чувствуваме на посебен начин, возбудени, продуховени, затоа што ова место каде што нели Бог на некој начин владе и ни ги покажува неговите патишта. Поздрав на сите вие кои дојдовте и на тој начин укажавте чест кон самите себе, кон самите нас, во желбата, отпорот, борбата и одлучноста за победа на македонскиот народ врз окупаторот. Поздрав на сите што го организира овој конгрес. Тука нема да именувам, ние не се именуваме, ние се чувствуваме сите дел од македонскиот народ. Ние сме тие кои што се бориме само и само за ослободување на нашата татковина. Од тука не би кажала ништо повеќе. Пожелувам плодна и успешна работа, да бидеме единствени, едногласни во одлуките и би дала збор на нашиот Гоце Гугуловски да го направи следниот поздрав. Ви благодарам. Благодарам, Бети. Мислам дека заборави да се представи. Ова е нашата Елизабета Матерска. Говор. Еве јас да се представам. Јас сум Гоце Гугуловски. На мене се падна честа на овој денешен ден во очи на празник. И пред нас имаше празник Свети Архангел Михаил, многу голем празник, и денеска е зимска Света Петка, така викаат. И утре ќе биде Свети Мина. Христијански денови, големи денови за сите нас и треба да означуваат едно сплотување на овој македонски народ и треба да не сплотат сите заедно и да продолжиме напред. Значи ви посакувам успешен ден на сите, да благодарам и на нашите домакини од Неготино, манастирот Свети Ѓорѓија и на нашиот покровител и домакин исто така Агатангел. Ве поздравувам сите вас кои ни уважите со вашето присуство, бидејќи вие сте оние кои се одвасте на повикот на татковината. Вие сте оние непокорни, тврдокорни и најдостојни за заедничката цел и идеали за слободна, независна и суверена Република Македонија. Ќе нагласам и потенцирам дека ова не е само борба за Македонија и македонскиот народ. Иако во моментов сите ние сме сконцентрирани токму на ова прашање кое најмногу нас не засега. Треба да знаеме и да укажеме, за да допре насекаде низ светот, дека нашиот стремеж е универзален и праведен. Тоа е борбата за основните човекови права и слободи. Правото за самоопределување, нешто што е условно ни е загарантирано со Конвенцијата за човекови права и слободи, но во реалноста како да не важи за Македонија и македонците. Да се надеваме дека Македонија може би е искрата од која ќе се разгори пламенот на револуцијата за подобар и слободен свет, за хуманизирање на човештвото. Сите тука знаеме дека
барем во оваа битка сме на правата страна, затоа сум сигурен дека на крајот вистината, правдата ќе надвладеат и дека светлината на македонското сонце ќе не води и избави од мракот во кој сме насилно терани. Господ да е со нас и со Македонија, никогаш северна, само Македонија. Това ќе ми се обрати кратко. Да, добар ден, почитувани наши македонски родолюби, делегати и гости. Сакам да додам еден воведен збор, токму заради целите и важноста зашто се одржува овој конгрес. Тоа го кажа и говорниците пред мене. Јас само сакам да упатам на тоа дека всушност до сите вас и до оние до кои што може би официјално не сме доставиле, затоа што не ги знаеме на сите адресите и контактите на кои им е пренесено, кои разбрале, значи доставена е една родолюбна покана со која што секој самосвесен и совесен македонски родолюб, значи прво како поединец, а и сите субјекти кои што ете во изминатите години гледаме дека се движат кон таа линија на нашите, на одбрана на нашите македонски национални интереси, значи се поканети да бидат дел од овој конгрес на македонскиот народ. Значи, сите вие сте и добродојдени и поканети и сите други како вас, како нас, имаат место во понатамошните процеси како достоинствени, родолюбни, народни делегати. Значи сите ја имаме таа наша мисија како народни делегати да постапуваме и да се движиме и да придонесуваме со се она што е најдобро, значи за нашиот народ и за нашата татковина. Во соопштенијата и одлуките што ќе ги читаме, значи тоа ќе се види всушност на која линија македонскиот народ е најизвестно да го бара она што му е прекршено право да го врати, значи во предходната состојба, зашто се работи за ништовни и одлуки и договори и се што е донесено врз база на тие ништовни договори. Тоа е многу важно и во тој дух и врз таа основа се и овие одлуки на Конгресот, за кои што ние ви ги пративме, нели, ви ги имате во материјалите. Некој, всушност, целиот процес на договарање и организирање на Конгресот одеше од напред, значи да ги имаме одлуките, тие што се пријавија ги добива, ги доработувавме заедно и на тој начин, како што рековме, сите сме и учесници и делегати, ама и организатори на Конгресот. Значи, таму стои дека ќе ги усогласиме одлуките и после да ги усвоиме, односно прогласиме тие одлуки кои што се за заштита на нашите највисоки национални државни интереси, значи со акламација. Значи Конгресот не е сега ние да дискутираме, бидејќи ние веќе меѓу себе добро се знаеме. 3 години сме на браникот на татковината, многу иницијативи се поднесени, значи сега е некој чекор кој што треба да го превземеме за да спречиме уште полошо што може да се случи доколку ние како македонски народ не кажеме стоп. Значи овде само ги држам за посетување, тоа се двете многу важни наши аргументи. Ова во црната тетрадка е всушност една тетрадка од многуте што беа доставени до Советот за човекови права во Женева. Тоа е нашата жалба до Обединетите нации, каде што по сите прекршувања според согласно сите меѓународни ратификувани договори и норми, македонскиот народ стои тука зошто се жали и што бара и кој е начинот, постапката за ова што рековме да го врати тоа своје изгубено право
поништено на некој начин, одземено, а и самата држава. А ова во жолтото е всушност декларација на македонскиот народ за неговите црвени линии и стратегија за зачувување на името, идентитетот, јазикот, културата и историјата, која што свечено беше подпишувана на 8 септември 2018 година. Во неа најголем удел и заложба, тоа е по иницијатива, потоа ја прифативме ние сите родолюби, и на доктор Вера Лалчевска, која што е иста најзаслужна и за доставувањето на жалбата до Обединетите нации. Значи, ова е таа стратегија, доколку некој го нема прочитано, може да му ја пратиме, имаме таа одеше и се подпишуваше исто како жалбата, се подпишуваше не само пред кампусот, нели пред собранието на Република Македонија, туку и насекаде каде што нема македонците и може да продолжи да се подпишува. Тоа би било сега, нели, во овој контекст. Се друго има во материјалите, а и соопштенијата го содржат оној дел што, нели, беше доставен и до медиумите и до представници на меѓународните организации и дипломатскиот кор. Меѓутоа, колку што гледам, нема никој од нив, барем јас не сум известена. Меѓутоа, тие се јавно поканети, ги поканивме да дојдат на конгрес кој што го организира самиот македонски народ за спас на својот обстој на државата и да ги слушнат пораките од народот, за да ги пренесат на своите влади. Значи, што всушност овде народот бара и која е неговата волја, која што всушност не се почитува, не се спроведува и има спротивни информации, значи се праќаат од овде за тоа што сака, односно не сака, или што се согласува, со што не се согласува македонскиот народ. Тоа е до нас, значи уште еднаш да го скажеме нашиот став, кој што се заснова на нашата јасно изразена волја од 30 септември 2018 година, кога кажавме јасно не, тоа е забележено, тоа е од државен орган нотирано дека е тој референдум неуспешен и дека ништо не сме да се менува без согласност на македонскиот суверен, тоа е македонскиот народ. Тоа сме сите ние. Затоа нашата мисија на народни делегати е многу значајна, затоа што оди на вистинскиот, најисправниот пат. Македонскиот народ секогаш бил на правата страна во историјата и на човештвото и на вистинските вредности. Да не дозволиме сега да не заведат, односно пак да скршнеме или да ни го сопрат тој наш прав македонски пат и да ни ги уништат нашите македонски вредности. За таа цел, со таа заложба света и ве под благослов и заштита на нашиот пречесен татко и духовен, и ние го веќе го сметаме за наш татко на нацијата, Господин Агатангел, кој што застана со својот народ, за разлика од други, кои што не застана, а се должни. Да не набројуваме, знаеме сите кои се, а кои не се на таа линија. Ви благодарам многу на вниманието и ќе препуштам на следните точки да се одвива по дневниот ред.